Муслиу во Македонија е идентификувано руското влијание, особено од 2017 година. Денеска каде ги гледате главните столбови на руско влијание во Македонија? Ги гледам во некои политички партии, ги гледам во некои личности и ги гледам во сите кои се декларираат као евроскептици и промовираат алтернативни можности или опции за еднината на оваа држава. И морам да укажам дека Македонија во однос на Србија, па дури и Босна, Црна Гора, има некои своји карактеристики кои не дозволуваат директно влијание руско, како што тоа се случува во Србија и во Црна Гора, например. Во Србија проруската ориентација не е далеку од националниот понос, националната ориентација. Сета таа историја која Србија имаше и со 99 година односите со НАТО, бомбардирањето, сето тоа им дава, како да кажам, дополнителен буст на проруски ориентираните дури политичари. Дури кога претседателот на Србија се среќава со претседателот Путин, тоа е као некое национално достигнување. Кај на структурата на становиштвото е такво да руското влијание не може да се шири само како руско, затоа што реално руското влијание кај албанците може само кај некои елементи тоа да биде дискретно и завиено во некоја друга форма. Било кое јавно влијание на руската држава кај албански интелектуалци, тоа негативно би имало негативни импликации врз нивното влијание па кај албанците. Така да за влијание кај албанците мислам дека мора да здружат сили со некои други источни елементи, било тоа неотоманскиот елемент кој сака да го прошири своето влијание во Балканот, било некои блискоисточни влијанија, но сите тие со релативно сличен наратив се трудат да го прошират своето влијание во Македонија, така да здружено Руската Федерација со овие други два елемента, наративот им е исти и се здружуваат за истата цел, а тоа е оддалечување на Македонија, нели од евроатлантските цели. Прашањето е сега токму заради тоа што е целта да се оддалечи Македонија преку руско влијание и од НАТО и од аспирациите кон ЕУ. Дали успеа во тоа со оглед на тоа што има прилично евроскептицизам во Македонија? Дали е тоа под влијание на Русија? Тоа е под влијание на грешките кои ги прави самата Европска унија. Разлекувањето на членството во Европска унија 20 годишно скоро или 30 децениско поради несогласувањата кои ги имавме со Грција. Општествената катарза низ која поминавме со затварањето на спорот со Грција ги отвори нови рани последните 2 години, а тоа е прашањето со Бугарија и тоа им дава дополнителен, како да кажам, набој на подигањето на евроскептицизмот, кој не е поврзано со проруско ориентирање, но не е исклучено дека и тоа може да се случи. Затоа што го гледаме наративот. Сите овие проруски или происточни тенденции на проширење на нивното влијание, прва работа која ја прават е да го мотивираат евроскептицизмот со тоа дека западните сили историски не биле наклонети кон оваа држава, кон овај народ, се спомнуваат разни историски договори по кои македонците или албанците се оштетени во овие краишта и со тоа поврзано со неодговорното однесување на некои европски држави во нашиот евроинтегративен пат го подига тој сами им шири, им отвара простор, нели, да го шира своето влијание, затоа што тие две влијанија се апсолутно спротивни. Не може да видите вие проруски и пробрисел. Исклучиви се тие ориентации, иако тие кои се трудат да малце попрефинето да го наметнат тоа влијание, укажуваат дека на Германија, на Унгарија соработуваат со Русија, значи, а не велат дека европската ориентација не исклучува соработка и со Русија и со целиот исток.
него значи стратешко ориентирање на државата во тој правец, во тој блок и заеднички во тој блок, и како блок и како поединечни држави, нормално дека соработуваат со сите држави, вклучувајќи ја и Русија, и Турција, и Блискиот Исток и така натаму. Така да ви велам, наративот е сличен, можеби е на албански кај овие источно ориентираните, можда е на македонски кај овие проруските, него наративот е тој, да се подигне недовербата кон Европската Унија. Например, никој од нив не укажува дека скоро сите европски држави, осем Бугарија, инсистираат ние да ја одржиме таа прва меѓувладина конференција, да се одблокираат нашите евроинтегративни процеси, но велат Европската Унија и ја виртуализираат истата. Европската Унија си има своји норми, принципи, си има консензуалност. Консензуалноста може би послабо тие кои се проевропската Унија ја промовираат као заштитнички меанизам за помалите држави какви што сме ние. Може би тој меанизам нас не ни дозволуваше да станеме членка на НАТО, но откако станавме членка на НАТО, нашиот глас и гласот не е на Франција или Америка или Велика Британија исти во тоа друштво. Така да консензуалноста многу малце ја допираат тие кои се анти-НАТО и анти-Европската Унија, а за жал тие кои се про-НАТО и Европската Унија не ја објаснуваат доволно кај граѓанството колку е тоа предност. Може би во моментот за нас не обструира, но еднаш кога ќе станеме членка, тоа ќе биде најголемиот заштитен меанизам за нас како мала држава во група на големи и силни држави. На почетокот на ова интервју ги детектиравте, како рековте вие, одредени политички партии и одредени политичари, се под руско влијание, односно шират руско влијание. Има тука и аналитичари. Како? Има и аналитичари, и јавни личности, и политичари, и политички партии. Морам да укажам дека тие се маргинални, затоа што немаме ни една политичка партија во Македонија која е јавно проруска и која успеала да влезе во македонскиот парламент, што е охрабрувачки знак. Тоа не значи дека тоа нема да се смени. Но во моментот ни една партија која се идентификува со руската политика или со руската ориентација не добила дури ни 10.000 гласови да стане дел од парламентот и свој наратив таму да го промовира. Што е за охрабрување. Но од друга страна, сите овие разочарувања кои се во општеството последователни, прво со Грција, па она што го имавме со блокадата од Франција, па сега за мене абсурдната блокада од Бугарија, сето тоа може да го смени јавниот дискурс и наративот во општеството и евентуално да им отвори терен на овие политички партии, кој за нив би бил голем успех во вакво општество да влезат дури во парламентот. Еднаш ако влезат таму, ние имаме една политичка партија која со нејасна ориентација, која е анти-НАТО, таа веќе влезе во парламентот. Не влезе со проруската ориентација, но повеќе од пола од нејзиниот наратив евроскептичен, апсолутно НАТО скептичен, против НАТО е и против сите договори кои оваа држава ги направила, а кои ја дефинираат као европски ориентирана држава. Така да, може би не може директно, но еве индиректно, тој наратив секако дека влегува во парламентот и пак ви велам, по мене тоа е поради разочарувањето кое постои од одолговлекувањето на почетокот бар на преговорите со Европската Унија и чувството на неодржување на зборот од страна на Европската Унија кога треба нешто да испорача. И ви велам, може би недоволно и оваа другата условно речено група која е за Европска Унија ги елаборира сите овие факти, дека скоро сите се тука за нас, ми имаме сериозни европски политичари кои не поддржуваат, не охрабруваат во целиот процес. Премиерот на најскептичната држава во однос на проширувањето на Европската Унија, премиерот на Холандија дури не посети. Поддршката на долгогодишната канцеларка Меркел
беше многу јасна за нашите евроинтеграции, па дури и новиот канцелар германски е за нашето членство, Соединените американски држави се вклучени, значи сите тие елементи се присутни тука. Но од друга страна, опонентскиот наратив е многу поконцентриран, многу поорганизиран, овој другиот е полиберален, е, како да кажам, изворен, не е наратив кој некој го контролира, туку е наратив кој е изворен и луѓето го промовираат. И во таа битка на организирано со неорганизирано, секогаш има тенденции за надмоќ на тие кои тоа организирано го прават. Да, ве прашав заради тоа што премиерот Заев на локалните избори имаше една изјава во која посочи дека има одредени финанси од други држави. Тој не ги дефинираше, не ги апострофираше, но сепак сомнежот остана дека станува збор за Унгарија, дури се споменуваше и Русија. Во секој случај, ние као општество сме биле во овој период од таа негова изјава, нели, преокупирани со други прашања, оставката на Заев, новото мнозинство, барена влада и така натаму, но верувам дека одговорно треба да постапат и во владата, и во другите институции, и таа работа да ја расчистат. Ако веќе премиерот се охрабрил тоа да го каже јавно, значи позади тоа има некои факти и докази, и мислам дека истите треба да се процесуираат, да не се остави тоа да само помине, затоа што нема тоа да прекине ако се остави само да помине, туку треба пред јавноста, но и пред органите, тоа да се процесуира, затоа што тоа е недозволиво и е во спротивност со јавно изнесената волја на граѓаните на оваа држава, а тоа се евроатлантските интеграции. Како го гледате влијанието на медиумите, на медиумската пропаганда, што се однесува до руското влијание, преку социјалните мрежи, но и преку порталите во Македонија? И да не го заборавиме велешкиот скандал со руското влијание во изборите во Соединетите американски држави. Сепак тоа е поорганизиран систем, значи тоа не е систем кој има случајности, тоа е систем кој почнува преку портали, па ширење на тие дезинформации, па тие дезинформации стигаат до пошироките медиуми, па тие пошироки медиуми ги шират, па плејада на луѓе се вклучува во, како да кажам, користење на целиот тој наратив и тоа станува вест, независно колку таа вест би била лажна или вистинита. И тоа е цел систем, значи не можеме тука као индивидуалци против тоа да се бориме, него во нормални партнерски наши држави за тоа има цели сектори кои со тоа се бават. Со каунтер наратив се вика тој, да изнесената лага која може да има негативно влијание во општествениот развој, вие ја опонирате со вистината и со цел еден систем, а не само да излезете да кажете дека тој и тој лажат или тој и тој медиум не се искрени. Од друга страна, треба институционално да се организира. Ние видовме дека дури во една Бугарија за став кој беше навредувачки околу несреќата која се случи таму, имаше реакција на институциите. Кај нас тоа многу слабо оди. Може би и слободоумните граѓани, медиуми, новинари имаат вина дел од тоа, затоа што слободата на изразување не значи апсолутна слобода. Така да, по мене тоа треба да се организира, да се санкционира и слободоумноста да се остави да цвета. Но слободоумноста цветала и во нацистичка Германија во ранните 30 години и заврши во Втората светска војна. Ние такви наративи имаме во нашиот општествен живот. Пред 5-10 години сме имали уште повеќе и сето тоа некако се толерира. Сето тоа се толерира и овие организирани структури тоа го ставаат во своите програми и уште повеќе го мултиплицираат и го злоупотребуваат.
Да, Македонија е на тенка жица во односите со Русија. Има протерување на руски дипломати во Македонија, во Скопје и официјална Москва еднакво, реципрочно, го стори тоа и протера македонски дипломати од Москва. Практично сме во некаква студена војна, ако се гледа низ таа призма. Добро, сето тоа што се случуваше на 27 април, како да кажам, јавното присуство на некои руски дипломати или обавештајни, како да кажам, офицери, не е нешто што е тајно. Да се протерува нивни дипломати без причина, сигурно нивната реакција ќе беше многу посилна, а тоа што и тие протеруваат, нели, реципрочно, тоа е дел од балансот кој го одржуваат. Но самиот факт што тие не реагираат преку јавни настапи или преку изјави дека тој и тој е протеран непотребно, ми укажува дека сите тие протерувања се направени од сериозни причини. Не верувам ни дека нашата дипломатија би си дозволила себе си луксус да протерува руски дипломати без валидни причини. Така да, од самото тоа како се движаат тие случувања, значи протерувања, со укажување дека ги надминале своите овластувања и не се однесувале согласно законските и меѓународните стандарди кои ги дефинираат нивните права и обврски. Од друга страна немавме бурни реакции, туку имавме класично реципрочно протерување, ми укажува на тоа дека нивните тенденции и нивното влијание тука било спротивно на нормите, да бидам малце покултурен, а сигурно било дел од тоа ширење на нивното влијание со цел успорување или евентуално преориентирање на нашата меѓународна ориентација од западот кон истокот, кон Русија и другите земји. Значи, сметате дека не тоа е единствениот начин практично да се спречи руското влијание, иако македонската официјална политика е свесна за таа пропаганда и со оглед на тоа што други дипломати од Македонија не се протеруваат. Не е тоа единствен начин, тоа е дел од начините, дел е да се протеруваат дипломати кои ги надминуваат своите овластувања, дел е да се контролира протокот на пари и како тие пари во кои правци се движат, а трето е ако има субверзивни активности, како што тоа беше у Велес, тие храбрувачки чекор за нас као општество, а за такви тенденции обесхрабрувачки би било ако ова што го изјави премиерот на денот на изборите, се процесуира ни системот и се процесуира и ни судските органи, затоа што тоа не е нешто што е дозволиво. Ми имаме и закон за финансирање на политички партии. Така да, сето тоа треба да биде дел од активностите. Мислам дека од кога сме членка на НАТО, во целиот овој процес имаме и сериозна помош и на многу посилни држави и мислам дека тоа нема да изостане. Знаете, многу е потешко сега отколку во 2017 да се пробие тој систем. Сега сме дел од еден сериозен систем кој знае и да пресретне информации, знае и да сподели информации. Еве, денови ве слушаме за можни терористички акции, но верувам дека тоа не е дојдено преку писмо некој, него преку тие канали на соработка. Така да, као општество сме сигурно многу посигурни од што бевме пред да станеме членка на НАТО. Сепак е тоа најмоćниот воен сојуз во светот, така да колку год ми е ноншалантно овде како мала држава го земаме тоа само наше членство таму, тоа е сериозна придобивка, а од овој аспект на безбедност или борба против антиелементи, да ги наречам, во нашето општество, сигурно е голема испомош. Русија би рекла прилично интересно го распространува своето влијание преку Рускиот културен центар. Илјадници студенти со години бесплатно, значи воопшто не даваат пари и го учат рускиот јазик и со тоа всушност
сериозно се врши некакво влијание подоцна. Види се, влијанието на Русија преку културата не е нешто што не е легитимно, сепак е тоа голема култура, не е тоа нешто што е страно, па пансловенството врзува тука, не е тоа исто така нешто што е страно. Верувам дека државата треба да биде агилна ако во тој процес се вклучува и политика, се вклучуваат овие елементи кои би не оддалечиле од нашите стратешки ориентации. А преку културата еден Достоевски и во Америка го читаат и го коментираат, така да не е тоа или балалајките или тие куклите кои јас сум ги гледал и низ западни држави. Така да треба да се направи мала дистинкција околу тоа. Секако дека треба и нашите европски партнери малце да се замислат и во нивните културни центри исто така да понудат такви можности, но англискиот јазик вие секаде. Од основно училиште дури почнуваат да го изучуваат и верувам дека Русија не може тука да го избалансира нивното влијание, но исто така Русија дава и студентски стипендии и тоа е дел од ширење на нивното влијание. И ви велам, културното влијание не е нешто што оваа држава треба да се плаши. Имаме ние ширење и на турското влијание, ориенталното, латиноамериканското, сите тие влијанија кои во суштина не треба ни да бидат гледани како ризични влијанија. Но ако во тоа се умеша политиката, па наративот кој нас би не оддалечувал од нашите европски партнери, тогаш државата сигурно треба да изнајде начини тука да се вмеша. Не сметате дека финансиски практично се вложува во изучување на јазикот и подоцна тоа повеќе кратно може да се врати преку пропаганда? Не верувам дека знаењето на јазикот може да е како да бидам под влијание на сите тие јазици кои ги знам. Ви велам, хипотетички, ако Европската Унија се однесува кон нас коректно, како што ние сме се трудиле да сработиме како држава и да станеме дел од тоа европско семејство, шансите за ширење на пропаганда секако дека ќе се намалат. Општеството кај нас, па нарочито младите, се западно ориентирани, не се те источно ориентирани. А секако дека културната, литературната романтика е дел од тоа. Секој си чита разни книги. Познавањето на јазикот е придобивка во 21 век. Може ве прави поконкурентен. Ние имаме, гледам, млади луѓе кај нас учат и кинески, што не е лесно, но тоа не го учат за да станат кинески експоненти, туку за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ви велам, ако се промовираат културните вредности, јазичните вредности, тоа по секој случај не е спорно, па нит во глобални рамки може тоа да им конкурира на англиските културни експанзии. Тие ја добија борбата со франкофонијата, камоли со руската култура. Но од друга страна, промовирањето на руската култура е легитимно право на руската држава и тука можат младите да научат од големи писатели, уметници, композитори, така натаму. Така да во тоа реално не гледам некој сериозен ризик за изместување на општествениот курс на нашето општество. Добро, Алберт Муслију, јас ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам.